Почитувани, власта се уште ги крие вистинските одговори за случајот Мавровка. Не се знае ниту како дојде до тоа неколку бетонски катови да бидат изградени среде Скопје, на неполн километар од објектот на владата на Република Македонија, уште помалку од централниот плоштад и директно спроти судската палата. Она пак што Заев и Ахмети го кријат како змија нозе е како до вчера нарекуван непознат и мистериозен инвеститор, одеднаш стана познат и тоа со документи во рака за легализација и со сметка за платени давачки, згора на тоа со издадени документи од град Скопје на Петре Шилегов. И никој тоа не го демантираше. Криминалната власт се обидува да го сокрие тоа што сите го знаат, дека има спрега и дека зборовите влада на Заев и мафија се синоними и означуваат едното исто. Почитувани, Зоран Заев е таткото на криминалното легализирање на дивоградби. Зоран Заев е аболициран за случајот Глобал, објект, трговски центар во Струмица, афера тешка 8 милиони евра, која што беше дивоградба, легализирана отпосле, на штета на неколкумина собственици на земјиштето каде што е изградено. Наместо реконструкција на градскиот пазар во Струмица, изгради трговски центар на неколку спратови, а потоа истиот се легализираше. Зоран Заев е човекот кој што воведе пракса за криминално легализирање на дивоградби. И не е само Глобал, почитувани. Јавното приватно партнерство за Глобал со човек чиј што содружник во бизнисот е кој друг како не Вице Заев. Зоран Заев е човекот кој што од позиција на градоначалник има легализирано дивоградби во Струмица на нему добро познати лица. Почитувани, над Струмица се протега импозантен комплекс наречен Цареви кули, објект изграден многу покасно по истекот на рокот зададен во Законот за легализација на дивоградбите. Законот за легализација беше прецизен. Услов за нешто да биде предмет на легализација беше да биде изградено заклучно со 3 март 2011 година. Но сателитските снимки зад мене од 10 март 2011 година, цела недела по истекот на зададениот рок, покажуваат дека од комплексот нема ништо. На документот за легализација, почитувани, стои подписот на Зоран Заев. Ова се копиите од решението за утврдување на правен статус од 2013 година, градоначалник Зоран Заев. Почитувани, дивоградбата Мавровка е исто како и дивоградбата Цареви кули. Заев, менторот на нелегалната легализација на дивоградби, легализира диво изграден хотелски комплекс од над 600.000 квадратни метри државна парцела, пасиште од околу 1 милион метри квадратни парцела, колку што изнесува околу половина Струмица. И да нема изненадување, на документите за собственост на комплексот Цареви кули стои име на човек, чија што фирма речиси редовно добивала тендери од општина Струмица, раководена од Зоран Заев. И да е работата уште почиста, судот пред 2 години ја одби тужбата од собственикот на Цареви кули против медиумите кои што пишуваа за оваа нелегална легализација, во насока дека документацијата го докажува делото. Епа, почитувани, законот е јасен. Во познатиот член 353 од Кривичниот законник, во 3-тиот параграф е наведено, цитирам, со пречекорување или неисполнување на службената дејност, со што за себе или за друг ке прибави значителна имотна корист или нанесе значителна штета, ке биде казнет со затвор од 1 до 10 години. Почитувани, доколку власта е сериозна за справувањето со дивоградбите, нека почне со ред, согласно членот 353 од КЗ, легализацијата на Цареви кули да добие правна разрешница со апсење и судење за злоупотреба на службената положба на тогашниот градоначалник Зоран Заев. Ви благодарам.